Почитувани слушатели, гледачи, започнуваме со второто издание на подкастот Со Ана на Ти. Денеска имаме една интересна гостинка која што многу често ја гледате и ја следите на вашите ТВ екрани, едно од најпознатите наши убави лица. Вера Мештеровиќ е позната по тоа што е првата мис на Македонија за мис на светот. 1996 година, уште тогаш се тие незини успеси. Добре дојде во нашиот подкаст, женски подкаст, ќе зборуваме на убави теми. Драго ми е што си тука. Прво, како се чувствуваш? Дали си добра? Ти благодарам многу, Ана, за поканата. Се чувствувам многу убаво. Студиото навистина ви е прекрасно, едно од најубавите до сега каде што сум била кога станува збор за подкаст. Да, драго ми е што еве денеска ќе позборуваме на ти и може би така слободно за најразлични теми, она кое што всушност на сите нас ни е секојдневие. Така е. И во самата најава кога го најавувавме подкастот беше да зборуваме на теми кои што сите не прават луѓе, кои што на сите ни се блиски. Различно е кога си јавна личност. Различно е чувството кога те гледаат луѓето секојдневно, ти си ТВ лице, водиш утринската програма на Канал 5. Да. Секојдневно си во домовите на оние луѓе кои што сакаат да те гледаат, а ги има многу. Кажи ми, тешко ли е да се носиш со тоа да бидеш јавна личност? Тешко ли е да ги поднесуваш сите убавите зборови годат, меѓутоа сите оние критики на кои што си подложна, верувам, затоа што секогаш има некој што не те сака, нели не може сите да те сакаат. Нормално, и не треба сите да не сакаат, и не треба. Убаво е кога имаме постојано тој плюс и минус, за да нели одиме напред. Јас, да речам, можеби на некој начин имав одредена среќа, бидејќи како дете, завршив Нижо-балетско училиште, каде што појавувајќи се на телевизијата уште од својот 8 или 9 годишна возраст, некако сцената уште од мали нозе ми стана моја, да кажам. И тука во однос на сите тие појавувања, потоа следа бев малку играв кошарка, па потоа и со фолклорот, како подготовка една, да така кажам, за тој некој појавен живот. Јас и през да станам мис на Македонија, снимав доста реклами кои што беа и за нашиот пазар и надвор, па така тоа некое искуство дојде само по себе. Не можам да кажам дека некако сум се подготвувала, едноставно животот ве учи. Да. Често пати за многу ситуации како да се справувате и учите самите. Можеби на почетокот сум реагирала бурно, не толку што можеби мене само ме допира, туку што ги допира моите најблиски, семејството. Тогаш во денешно време и децата. Повеќе сум се грижела како тоа моите најблиски ќе го доживеат, преживеа тоа што ќе слушнат, некои муабети. Но, драго ми е што и тие го разбираат, знаат какво дете имаат, и моите пријатели, каков пријател имаат, всушност, па тоа останува нели само на зборови. Така. Го спомна детството. Ајде да се вратиме години наназад. Кажи ми, какво дете беше Вера? Сакаше да бидеш во центарот на вниманието уште од мала? Дали беше, не знам, милениче на твоите? Дали имаш браќа, сестри? Имам брат, помал од мене 2 години. Меѓутоа во семејство израсната сум во семејна куќа, каде што повеќе имаше машки деца и навистина бев миленичка, можам да кажам. И од семејството кој што се, бидејќи татко ми е србин, неговото семејство беше повеќе во Србија, меѓутоа и таму, иако имав и братучети и братучетки, меѓутоа ја бев едно такво дете кое што сакав да им се јавувам. Имав таква навика, да едноставно да се јавам и да ги прашам како сте. Да? Да, без некоја причина, не да е тоа празник. И тоа, да речеме, кај бабите и дедовците, кај тетките, нели, буди некои дополнителни чувства. Омилена си. Да, и тогаш веднаш си омилена, така беше случајот и тука. Меѓутоа ми беше драго, јас сакав на некој начин се обидував да направам нешто, да им го разубавам денот. Кога доаѓа празниците, знаев да купам за сите поклони, да ги спакувам на поинаков начин. Како девојче бев, темпераментна, секој доаѓање од училиште, па дури
дури во градинка кога одев, сакав дома да правам театар. Имав точно одредено време во 5 часот попладне, чајанка си правев со моите кукли, ќе ги наредев сите. Имав специјален сет кој што моите ми го купија и така ќе си направам чај, тогаш вода им ставав на куклите и ќе ги наредам и секој ден правев различен театар, да кажем. Да? Некоја различна представа, некој пат бев заболекарка, некој пат бев наставничка, некој пат беше најразлична игра која што си ја смислував за да во на таа чајанка се случува. Се пресобликував, сакав штикли од мала, сите ормари на тетките и на мајка ми ги превртував само, сакав нешто да носам од нив. Така да... Типично девојче. Да, типично девојче. Так. Оние, па и од основно денови и од средношколските денови, обично знаат да носат и неубави моменти. Ти си впечатлива, сигурна сум дека си била сладка и како мала, дека си била едно од тие убавите лица. Тоа не секогаш, иако има свој позитивни страни, знае и да има свои негативни, знаат да не те сакаат другарките, знаат да ти прават. Си била ли некогаш подложна на булинг, било каков, од страна на соучениците, другарки? Уствари, интересно е ова, пошто ме навраќаше сега така како нели ми се навраќаат спомени. Всушност, јас како малечка, бидејќи некако кажав дека сум израсната и со доста машки во семејството, бев така доста борбена. Не дозволував баш така некој нели како девојче сега па да направи нешто. Туку јас и како дека имав помал брат, па тука некако заштитнички се поставував. Не смееше никој брат ми да го допре, а не смееше баш и мене да ме допре, затоа што сите тие индијанци каубојци и нинџи кои што ги играв со и камај со моите братовчиди, некако се чувствував многу силна како супер девојка. Да. Така да, еве ги поздравувам оние кои што можеби ќе го гледаат овој подкастот, затоа што моите другари од клупа, бидејќи ја бев висока и не можев да седнат на првите клупи, а машките се исто високи, па седиме позади, секој пат значи седам со другар. На рацете имаат уште од мене отпечатоци од ногти, затоа што се обиделе. Порано имаше, многу беше актуелно дека јас одев во основно оделение, како што ќе поминуваш, особено од пето оделение па натаму, како што ќе поминува девојчињата, машките знаеа да ги удрат по газот. Тоа не можеше да се случи за мене. Да, и кога ќе се обидеа, имаат и денеска нели траги на рацете од ногти. Така да, не знам, може би тоа е на некој начин во тоа време што се случувало. Денеска сме сведоци на поинаков булинг кој што се прави. Тоа е, мислам дека општествен проблем на сите нас кои што треба како родители и како општество да се насочиме, нели да го намалиме тоа кој што се случува, па али сакав да направиме некоја паралела што во тоа време се случувало како нешто така. Повеќе се надпреварувавме да бидеме, да речеме, не знам, во таа народна која што сме играле, кога ќе се поделиме како групи тука, ама не некој како толку не нешто да си направиме лошо, туку само како една мотивација да бидеме подобри од самите себе. Навистина не сум доживеала такви некои моменти како што денеска одредени деца доживуваат. Во средното училиште исто бев убаво прифатена, иако јас тогаш бев исто активна на сцената, и со манекенството, и со снимањата. Во 4-та година веќе станав мис на Македонија. Да, од наставниците од кого како, меѓутоа и денеска е така. И тоа е школа, јас сум им благодарна. Ме направија да бидам навистина истрена во тоа што го сакам. Имаше одредени професори кои што ми велеа, па Вера, ти си убава, не ти треба училиште. Заврши во Корчагин и драго ми е што останав и што не се отпишав, туку нивните условно кажани препораки дека само доволно е што само сум убава, мене не ми значи. Јас сметав дека имам доволно и во себе капацитет за да се развивам.
во човек и со лично со дополнителни вредности, така да им благодарам за тоа што ме направија потврста, бидејќи јас сметам дека школата е најважна како еден процес кој што ве учи како да всушност функционирате во животот и да ве води, затоа што во животот исто така нема ништо лесно. Така да ни основното, ни средното, па ни факултетот, едно животно, мислам еден животен тек каде што навистина е животно школа всушност. Така е. И покрај тоа што се учат работи кои што ќе ти требаат понатаму во образованието, се учи и за поведение и за тоа како треба да се однесуваме, социјален живот, сите тие односи кои што понатаму се доградуваат во животот. Имаше ли омилен предмет, Вера? Имаше ли некој кој што никако не ти одеше? Не знам, обично оние луѓе кои што сакаат повеќе уметност, кои што се поуметнички души, обично не ги сакаат оние екзактни науки како математика, како физика. Имаш омилени предмети? Па јас во Корчагин се запишав не затоа што мене толку многу ми одеше математиката или јас имав особена љубов, него некако генерацијски во Корчагин од моето семејство има таму завршено, па и братучето со кој што завршивме основно училиште и тој одеше во таму ќе се запишеше, па јас последователно таква била традицијата, па и јас Меѓутоа не можам да кажам и дека не ми оделе. Не сум била ученик со 5.00 просек, но добро се снаоѓа во сите. Повеќе ги сакав овие другите. Психологијата, логиката, Сидо не можам да не го споменам. Сидо не беше еден. Ете, со него прекрасно мислам соработувавме и прекрасен беше наставник и сето она кое што тој И тој ја гледаше навистина вредноста во секој од учениците, да кажам, ајде, навистина поинаку. По математика некако математички ве гледаат, не го гледаат на другото. Меѓутоа, сепак мислам дека важи тоа правило, дека за оние кои што се во животот дел со уметност, дека малку повеќе им од овие другите предмети. Мада историјата ми била интересна. Сметам дека за колку да сакате исто така еден предмет или нема нешто во животот што може да ви уди или не, зависи колку ќе се посветите на тоа. И мислам дека исто важен фактор во однос на наставниците, како ќе ви го донесат тој момент на предметот, бидејќи се друго, како и во спортот, и во се пракса. Како ќе ви ги постават темелите, со каков пристап ќе пристапат кон вас и мислам дека тука е таа нишката, бидејќи се знае во училиште што мора да се заврши, кои се обврските и така да, мислам дека за мене важи тоа правило дека повеќе кон уметноста. Така е. Со физичко немав проблем, тука затоа што од балетот веќе знаев звезди да правам, тие колот напред, така да бев. Меѓутоа, на моја огромна чест и задоволство, кога беше јубилејниот филм да се снима за Корчагин, ме поканија како еден ученик кој што поминал низ нивните клупи и достигнал нешто во животот, бидам дел од тој филм. И за време исто така на сите патронати кои што се случуваат додека бев ученичка таму, секако ги организирав јас, помагав околу тие представи, така да убави денови би беа. Прекрасно. Сега по тој период следува веројатно оној каде што треба повеќе човек да се бори за да успее и за да чекори по патиштата кои што ги избрал самиот. Една од многу важните работи во животот е да го работиш она што го сакаш. Верувам дека го правиш тоа затоа што го правиш одлично. Ако има резултати, ако си добра, значи тоа го работиш тоа што го сакаш. Веќе кога траам толку години веројатно. Така. Сега, имаше ли потешкоти? Убавината, како што веќе кажав, колку знае да биде благослов, толку знае да биде и клетва. Колку ти отвори врати и колку ти затвори врати убавината? Колку требаше да се докажуваш, бидејќи во нашето општество некако стигмата дека убавите жени можат да успеат само ако особено се докажат, да не го кажам, да не звучи грубо дека убавите жени се и глупави,
Да, меѓутоа тоа е реалноста, така се особено ако има некоја титула како мис, тогаш мислам дека по дефолт треба да е глупава. Дека е само луткица. Ете така. Значи, дали имаше проблем со рушење на тие стигми? Дали... мислам дека и ден денеска ги има. Нели? Мислам дека тоа е неизбежно, ама не во нашето општество. Мислам дека тоа е глобално, сега каде повеќе, каде помалце. Јас во однос на титулата и таа некоја убавина, всушност чувствувам одговорност. Одговорност во таа смисла затоа што ете, како што јас сум била мотивирана на некој начин да останам истрена, да завршам школување, студии, па постдипломски и да се реализирам во работата и се уште да се надоградувам, да сакам да работам на себе си, да не се срамам кога нешто не знам, ама човек учи додека е жив. И не можеме да зависи каде сака и не можеме да знаеме се. Меѓутоа битно да го имате тој момент да си сакате предизвици, да работите на себе си. Едноставно чекај се мисля. Мисля да ми ти дека са бајле со станата. Да. Зашто зборуваме за Па токму за тоа како луѓето те прецепираат. Дали има потреба да се докажуваш малку повеќе затоа што си убава? Да, тука таа одговорност доаѓа во однос на каде сакам и другите девојки кои што ќе го слушнат овој разговор, ќе слушнат мојата приказна како што се одвивало на некој начин да едноставно да не се откажуваат. Таа е таа одговорност која што ја чувствувам и како жена, ама сега и како мајка, да бидам некој убав пример за својата ќерка, за мојот син, дека не е само убавината, дека треба да работиме на себе си во однос на вратите, како за секоја работа, ама мислам дека тука не е само убавината. Мислам дека за многу работи е за нешто ви е полесно да ги отворите вратите, за нешто некој ќе ви ги затвори, па и не може секој пат за се нели да биде. Мислам дека секоја жена без разлика дали била мисица или пак не била, за мене јас мислам и стално велам секоја жена е убава, без разлика дали има титула. И се соочува со такви проблеми во општеството, затоа што сакале или не сакале да признаеме, живееме во машки свет. Да. И не е сега тука борбата за некој феминизам. Јас сакам жените и да си останат жени. Мажите да си бидат мажи. Па различни сме, не можеме да се исти. Не мораме да се надпреваруваме, да си ги превземаме улогите. Бидејќи убава е улогата на жената која што си ја има и убава е улогата која што мажот си ја има. Така е. Вера, си добила некогаш непристоен предлог? Во однос на работа? Во однос на било што? Па видите, има најразлични ситуации. Секако дека низ годините сум добила, можам да кажам дека во не е дека не сум добила, ама тоа биле така некои интересни ситуации каде што бараат мои лични работи, нешто што сум носела и така да ги откупат. Да? Да ги откупат, да ги имаат за нив, да им остане како не знам некој сувенир или како да го кажам, не знам тоа. Така да се сведувала на некои лични мои предмети кои што ги имам јас да им ги дадам да ги имаат тие. Добро, значи немаш некои особени трауми во однос на непристојни предлози. Не. Добро. Секогаш на некој начин можеби и јас сум се обидувала да Сега не знам колку сум успевала, не знам, никогаш нели не можеш со 100% да тврдиш дека никој пат во животот нешто нема да ти се случи. Така е. Но ми било важно, затоа што ми е важно семејството и важно ми е важно ми е сето тоа, затоа сум се трудела на некој начин и да го превенирам тоа колку сум можела, нели? Една си од ретките што исклучително многу го почитувам кај тебе, која што сака да го држи својот приватен живот на страна, не те врзувале до сега за никакви афери. Знаеме дека беше 10 години во брак, заврши таа приказна. Да. И сега стојат оние моменти, го имам истото искуство, го делиме. Оние моменти кога сите ги интересира твојот приватен живот, кога сите сакаат да прашаат, ама зошто се разведе, ама како, ама што се случи. Се уште го живееш тоа? Се уште ги интересира луѓето што било со тоа? Да, тоа мислам дека е еден
така чуден феномен кај нашиот народ, меѓутоа тоа сме ние, можеби тоа е тоа убавото кај нас. Да, се уште некако ги интересира там. Мислам дека личните приказни секој пат им се интересни на луѓето затоа што и тие поминуваат такви работи. Да. Мислам дека некој пат им е полесно преку јавните личности кога ќе слушнат дека едноставно што се случува во другите животи и дека и на нив на некој начин им е се полесно да се да. поистоветат, да кажат па добре, не ми се случува само на мене, им се случува на сите, па и ете на нив. Бидејќи нас некако на кои што сме дел од екраните не доживуваат дека живееме можеби некој си бајковиц свет, каде што така и со колешките на работа. Во Здрава Македонија баш се смееме на таа тема. Знаеш, мислат сите дека дома што имаме ние, слугинки, мислам и ние дома переме, чистиме, правиме, готвиме, значи нема тука, немаме ние дома чистачки кога ќе дојдеме па се ние средено ние вака само кукле трепкаме и ќе дојдеме у телевизија. Не, вадиш шминка и почнуваш. Мислам се, да, вадиш тоа и си го тераш денот како што секоја жена си го тера. Меѓутоа таа е таа некоја фама која што после нема бајковиот. Мислам, животот едноставно не е лесен за никого, без разлика дали си на екран или не си на екран. Секој доживува некои убави моменти, неубави моменти, секој ги поминува на најразличен начин. Мене во тој даден момент ми беше најважен моментот со децата, како тие ќе го поминат, затоа што за себе воопшто не бев загрижена. Мислам дека ние жените во тој поглед сме многу порешителни и поистрени. Мислам дека кога жена остава, маж не остава. Така е. Ако е решена. Што е исто интересно, не знам зошто. Иако да речеме не им оди добро, меѓутоа мажот нема да го преземе тој така тој е, многу чекор. потешко се одлучуваат за тоа. Потешко се одлучуваат, иако нема да оди, иако тоа нема да биде вак, меѓутоа потешко се одлучуваат. Меѓу само ми беше моментот со децата и навистина сум благодарна што ете моите деца го помина одлично тоа, се прекрасни деца, имаат одлична комуникација и со таткото, непречено е се тоа, убаво си тече, веќе син ми е тинеџер, прва година во средно, ќерката ете сега веќе таа следната година ќе биде полуматурантка и ме чека уште еден дополнителен тинеџер кој што ќе биде во средно училиште, ама убав. Секој период е убав. И кога се навратам во еден период јас се повлеков од јавноста, тие 10 години каде што децата беа мали, всушност сакав јас да бидам покрај нив. И сметам дека децата се гушкаат додека се мали. Сега веќе готово. Има постојана организација. Организација со своите врсти, што и тоа е во ред. Сите сме биле тинеџери, сите сме си го сакале тоа некое време за себе, каде што нели родителите, и сега тоа е некој, да кажем, некој период што си велам како и за јас кога сум била тинеџерка, каде што нели родителот ќе биде, да речем, во втор план, другарите ќе бидат во прв план, додека не дојдат они да си се омажат, ожена, да чукнат, па после да кажат сега пак и така, ма тоа се многу убави моменти и посакувам на секој да си ги доживее во животот. Така. Со оглед на тоа дека си мајка и дека ги поминуваш сите оние разговори, советувања, воспитувања, можеш да направиш паралела како живеат, нели, на почетокот нели малку спомнавме како живеат сега. Тинеџерите и како ние сме живееле различно е. Она што е воочливо и впечатливо за овие деца е дека многу често се соочуваат со проблеми во менталното здравје. Тоа е една тема која што сакам да ја чепнеме, бидејќи е супер актуелна. Многу анксиозност, многу депресија, панични напади. Тоа име веќе не знам, дел од речникот. Многу англицизми. Некако мислам дека технолошкиот развој во однос на медиуми и беше многу брз. Беше некако многу за 20 години имаше огромни скокови во однос на сето ова што е експанзија од технологија. Сега доаѓа, тоа е направено за позитивна работа, меѓутоа во секоја позитивна има и негативна, таков е животот. И сега тие негативности некако
како повеќе да се лепат за нив. И ги зимаат, да речеме, тие негативни примери. Често пати во со родители се како не се земе позитивен пример. Зошто веднаш прво нели се гледа на негацијата како атрактивна да се направи? Зошто не се гледа на емпатијата, љубезноста, другарството во некаква друга насока да се носат работите? Дали од и од брзиот начин на живот, од недоволно поминување заедничко време, па тука доаѓа до такви некои девијантни појави, затоа реков, ова не е само проблем на родителите, општествен проблем е. Апсолутно. Тука многу се разликуваме генерацијски. Јас во училиште кога па не дај Боже да те скара наставник. И уште дома да треба да каже да се јава, страшно. Сега не смеш да го скараш, ке дојат ке те потепаат родителите. Така било, да. Така сите се со вакво. Да. Сега одиме напред. Не е дека треба да се биде со стапот во рака и да се тепат. Сигурно, ама треба да има авторитет. Така, треба да има авторитет и треба да се знаат границите до каде. Така. Има соодветни педагошки мерки каде што може да се ученикот едноставно домашна или ако има омилен спорт, да не му дадете да игра за училиштето каде што тоа ќе го допре. На некој паметен начин да се прават тие педагошки постапки, за да се укаже како всушност нели треба да се однесува, бидејќи спомнавме, установите, школата, училиштата ни се воспитно образовни. И родителите да не го рушиме авторитетот на наставниците, така си го рушиме и својот авторитет. Така. Бидејќи тоа е втор дом и тие им се таму родители, тие наставници кои што се таму и мораме да соработуваме. Тој триаголник е многу важен за нашето општество, особено за нашите деца, бидејќи тие се еднината останува на децата. Така. Сега морам да го споменам оној момент на рол модел. Значи нешто кое што е пример за младите. Ти си таков еден модел, еден таков пример, како жена која што секогаш внимавала на себе. Кажи ми, колку ги учиш своите деца дека не се што ќе видат на социјалните мрежи е така како што изгледа, дека реалноста е малку поинаква, бидејќи особено младите знаат да бидат подложни на оној момент сакам да изгледам вака, меѓутоа тоа реално не е така. Така е. Реалноста е малку поинаква. Колку ги учиш да не се фрустрираат заради тоа што не се идеални и совршени, како што никој не сме. Па никој не е. Никој не сме. Да. Не е, Ама мрежите и социјалните мрежи, односно таквиот начин некако ни налага како да и убаво е да се стремиме кон совршенство. Тоа е на некој начин мотив за да бидеме подобри. Тоа не е лошо, меѓутоа не треба да си го земеме при срце и лично. Сега нели ако не сме за тоа сме посебни и за тоа сум јас. Да. Не можеме да бидеме. Убаво е што ќе гледаме како мотив да се стремиме да бидеме подобри во било кој сегмент што ќе го одбереме, меѓутоа не треба да ни биде пречка и да се фрустрираме дека сега ако нели не е така, дека тука приказната завршува. Ги учам, меѓутоа гледаат и они самите, бидејќи ме гледаат и мене. Она кое што го зборевме, како што генерално луѓето мислат дека дома живееме бајки, нели? И тоа има на некој начин практичен пример да видат дека тоа не е така. Да. Дека се тоа она кое што се пласира на социјалните мрежи, не е тоа така се идеално. И тоа е убаво вака што го зборуваме, затоа што на крај на денот и тоа си има своја некоја убавина и промоција, но не треба да се фрустрираме. Најлошиот е момент кога го земаме при срце и дека тоа ни станува, како што кажа, начин или рол модел како треба да се движиме. Треба да бидеме, да се трудиме, да бидеме свој. Да ги гледаме примерите, што некој направил, да следиме, да едноставно меѓутоа пак да си го најдеме нашиот пат, нашиот мотив и порив кој што го имаме во себе си и тука да бидеме најдобри. Тоа да ни служи само како една патоказ или алатка како да на поинаков или подобар начин го реализираме тоа што сакаме.
Одлично. Стигнавме до моментот кога мора да позборуваме за тоа како изгледаш. Фантастично. Фала ти, многу да. Не е лесно, да, со годините стварно. И тоа е одговорност. И тоа е одговорност, така. И тоа како е тешко да се одржува, како одат годините да се одржува и линијата, и формата, и изгледот. Ма тоа што ти кажат лесно, нема лесно. Ние особено жените, викам, па добро нешто да ни беше олеснето на вистина, особено од 40-та, телото сосема ни се минува. Повторно си го учиме. Така. Ама и тоа е убаво. Да, и тоа е убаво. Кажи ми, знам дека не е лесно, баш заради тоа сакам и да позборуваме. Еве, ќе не гледаат веројатно и наша возраст од прилика жени и веројатно и ќе им помогнеме. Како? Што е она? Еве секојдневие. Што е она што го правиш? Имаш ли рутини кои што ги правиш, ги практикуваш за да можеш да се одржаваш и да изгледаш така како што изгледаш? Да, па има пакет телевизијата на некој начин ми помогна, бидејќи работата на нас не е таква. Секојдневно среќаваме нови луѓе, најразлични професии, истражуваме да биде да им донесеме на гледачите нешто ново што не виделе, да дознаат, да видат, да им олесниме, да им го олесниме секојдневието, па кога и станува збор за здравјето. Така да ја открив едно интересно студио кое што да речеме ете кога стануваме 5 часот наутро за утринска, потоа стварно немам енергија да одам нешто да вежбам во теретана или така натаму. Така да тоа тие електромускулни стимулации кои што во изминатиот период ги вежбам во едно убаво студио Spitz Fit се вика и така за 20 на минути. Мислам дека колку и да немате енергија, некако тие 20 минути брзо поминуваат. Одлично ми помагаат, особено за грбот, бидејќи знаеш, нашава работа кога седиш без разлика во какво студио да си, седиш и некако треба да си исправен, и тука нели мора со текот на годините мускулатурата ослабува, едно друго треба да се внимава на себе си, тоа на некој начин ете така за и убава енергија и пред се и за здравје. Луѓето оно е што велам сега, да речеме, веќе по 40-та, вежбам и за здравје. За да се одржам во виталност, а тука после оно естетскиот дел е последователен, секако дека сите го посакуваме. Неизбежено, особено со оваа работа, се трудиме нели да останеме во форма, не е лесно, но ете се постигнува ако се сака, но многу е важно да сите овие активности кои што ги избираме да ги правиме, да ги избираме и пред се заради здравјето. Мора да се внимава затоа што доаѓа тука може да бидете генетски, јас имам предиспозиција за диабетес. Па работам на себе си за да тоа не. Така. Или пак ние жените мора да внимаваме околу остеопорозата, која што нели со годините доаѓа. Сега не може да се правиме на 2,5 дека вечно ќе бидеме млади. Не, меѓутоа треба мислам да се трудиме. Едноставно да работиме на себе си и да сме највитални и да изгледаме најдобро за своите години. Јас не го правам тоа и никогаш не би сакала да изгледам како 20 годишна. Сега кирка ми што се вели за некоја година кедвако. Не може да тоа се не е целта, не мора да сме исти. Не е целта, но мислам дека на секој човек без разлика колку години има, едноставно треба да се труди да е витален, здрав и тоа пред се од такви побуди да го прави, а она естетиката мислам дека последователно си доаѓа. Она кое што овој тренинг, да речеме, ми носи корист, стварно сум после таков еден тренинг од 20 минути ми сум полна со енергија и ми беше така еден убаво ново откритие, како еден дневен ритуал да си го ставам и всушност не одзема многу време, 20 на минути, не носите никаква опрема и 2 пати неделно е максимум што треба да вежбате. Така да ви останува време и за работа, и за деца, и се она кое што сака да направи. Тука се убавите прошетки кои што ги правам со моите деца, кои што генерално за кога е убавото време, кога ќе дојде сега пролет со кирката возиме точак. Пак ќе кажам, сега се малце во другите години повеќе го правевме тоа. Сега си има тие свое друштво, сега гледам јас како да се вклопам во нивното време и програма.
синот тренира фудбал, па за време на викендите има и утакмици кои што треба да се играат. Кирката тренира одбојка, па и таа за време на викендите има надпревари. Меѓутоа, да, сакам и да поидам до водно. Дали е тоа прошетка покрај кеј, се трудам, сите оние дневни обврски, колку што можам некој без автомобил да ги завршам, колку што нели дозволува времето и она кое што сега не можам наутро нели до работа да одам пешки, ама во текот на денот она кое што можам нешто друго да го завршам. Се трудам така да тоа е некој начин да како се обидувам да го направам тој некој баланс и да ми биде корисно и за убавина и за здравје. Така. Морам уште малку пред крај, мислам дека таман сме. Ни лет на времето. Ни лет на времето скроз. Пред крај сакам да позборуваме за твоите лични задоволства. Значи, ете, зборувавме и за мајчинството, и за твојот професионален живот, и она што ти го исполнува денот. Останува ли време за твои лични задоволства? Сакаш ли да излегуваш навечер? Сакаш да одиш на конкретни места, изложби или кафичи, свирки? Што е што тебе те исполнува? Сега како Вера, она надворот, позади камерите, кога ќе се исклучат? Во однос на настани свирки, да, сакам да одам на убав концерт, меѓутоа толку ноќни излегувања не, затоа што со сето она кое што ми е работа, одам на доста приеми и така да некако сум заситена, да кажам, можеби од такви некои настани. Многу сакам театарот, следам, операта ја сакам, следам сите тие некои премиери, сакам да ги посетам или на кино да одам. Ги сакам излегувањата, не дека не, но повеќе да речеме во некој изминат период вакви излегувања, кога станува збор за некој ручек или вечера, секој пат да речеме доцен ручек одбирам, отколку да е вечера. Значи, да е од 5 до 6 часот, па некаде да тоа трае до 9, а да не биде од 9 па натаму. Да. Затоа што може би ритмот на животот кој што го имам со телевизијата, утринските програми, мене рано ми почнува денот, не дека јас си легнувам во 9 часот дома, но друго е кога сте си веќе дома до 10 часот, ќе си дојдете дома, што и да каков евент да било или каква е обврска да сте имале, па дали е тоа било и театар или кино. Па некако и на рати дома малку да се стишате, да се подготвите, да проверите дали се во ред и со децата за утре, за на училиште, за новиот ден кој што треба и работен и училишен да биде. Така да верувам дека поради обврските едноставно така самиот биоритам во животот ни се менува и секој период има нели различни приоритети. Не сум била одамна во диско, освен за па добро, некој треба и така. Ама треба, не дека не сакам, неве сега баш се договаравме со деканката на Дарија да ја поздравам и со Елисавета и со така некои мои драги. Да одиме малку да направиме тој некој исчекор, бидејќи постојано се сретнуваме заедно на тие некои концерти кои што ги следиме. Таа е сепак и професионално дека е. Меѓутоа ете дека на иста таласна должина што се вели сме на бранова должина, да одиме до диско, па скоро ќе одиме на некој хип-хоп. Ако се договорите да ми ја поздравиш и да ме викнете. Ќе шизим. Да, малку да шизиме, да излеземе малку од таа некоја комфорт зона, да не е нели само. Меѓутоа да, не дека ги избегнувам, меѓутоа едноставно имам друг биоритам сега, постојан, да речеме, кога ме наврати во тинеџерските години, значи излегувавме тогаш, мислам дека од понеделник до недела во некои денови, мислам додека бев студентка, се излегуваше од понеделник до недела. Да. Ама така беше и Скопје, сега е поразлично. И немаше потреба да се договараме толку многу за кафе. Така едноставно си имавме одредени локали каде што си одевме и од прилика се знаеш од 12 до 1 се пие кафе и тука доаѓаат сите, нема потребно договарање дополнително. Дури гости кои ќе ми дојде од роднини во Белград, вика вие се договарате за кафе, само вика едни доаѓаат, други. Значи тоа е нешто така, мислам дека поразлично. Сега некако излегување, ама и од брзиот живот што сите го живееме. Мислам сега и со сите тие другарки, пријателки, имаме различни работи обврски, деца, значи додека да се погодиме.
нивните деца нешто друго учат, друго тренираат, различни термини. Да. Меѓутоа тука за викендите така. Да. Знаеме пак да се споиме. Одлично. Добро, се додека те исполнува она што го правиш во животот, тогаш сме добри. Да. Да. Тоа се приметува и на тебе. Зрачиш, сјаеш, така да Фала ти, Нагон. Па да, како што кажа, не сум тип кој што сум додека студирав, бидејќи јас почнав студии во Белград на психологија, со бомбардирањето се вратив во Македонија и завршив царина и шпедиција во Охрид. Меѓутоа никогаш не сум, да речеме, работела во царина, меѓутоа сум работела хонорарно во одредени фирми, комерцијални оддел, бидејќи 99% од компаниите во Македонија се извоз и увоз. Да. Меѓутоа не сум и тешко ми паѓало тоа кога сум затворена во еден простор. Оваа работа ми е убава преси затоа што учам. Јас ми исполнуваат, постојано учиме нови теми, нови случувања, нови луѓе, различни професии и тоа ми е навистина убаво. Немам ниту еден ден не ми е ист. И секој ден е некако предизвик. Така, супер. Ти благодарам што одвои време да бидеш гостинка во мојот подкаст. Ти посакувам многу успех понатаму. Ти благодарам, Ана. Баш уживам што се вели. Баш ми е драго што денеска се дружевме на ти. На ти. Ти благодарам уште еднаш. Вас ве поздравам како и секогаш. Следното издание ќе го гледате следниот петок. Следете со Ана на ти во 20 часот. Поздрав.